Луна парк конечно се придвижува од мртва точка. Најавена е обнова на автобускиот возен парк, а се подготвуваат и мерки за намалување на проблемот со кучињата скитници. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски најавува поинтензивна динамика на терен во повеќе клучни области, со уверување дека Скопје влегува во фаза на постепена стабилизација на дел од долгогодишните проблеми. Во интервју за Радио Слободна Европа, првиот човек на главниот град изнесе конкретни рокови и планови за наредниот период. Конкретно, проектот за нов Луна парк повторно се става високо на агендата на град Скопје. Според најавите, тендерската постапка е во финална фаза и се очекува избор на сериозен изведувач кој ќе го реализира проектот. Од градот велат дека новиот забавен парк ќе биде наменет за сите генерации, како простор за семејна рекреација, но и место каде што најмладите ќе ги создаваат новите спомени. Доколку процедурите се одвиваат според планот, градските власти очекуваат Луна паркот да биде отворен до средината на 2027 година. Модернизација на јавен превоз е и меѓу клучните приоритети на градската администрација. Ѓоргиевски информира дека процесот со Европска банка за обнова и развој е деблокиран и дека следува тендерирање за БРТ системот. За БРТ-то прво ми е многу драго што конечно со ЕБОР го откочивме процесот. Тоа беше макотрпна работа изминативе повеќе од 3 месеци колку што сум градоначалник во градот Скопје. Верувам дека некаде втората половина на оваа календарска година ќе започнеме со тендерирање на таа постапка. Тоа е сериозен проект за градот Скопје кој што генерално ќе ги среди овие гужви кои што ги имаме со обраќање, а се поврзани со делувањето на автобусите во трасите. Според најавите, во наредниот период треба да започнат следните фази од постапката. Паралелно се планира и набавка на повеќе од 100 нови автобуси со поддршка од владата, како и дополнителни најмалку 30 автобуси преку БРТ проектот. Целта, според градските власти, е постепено да се обнови застарениот возен парк и да се подобри покриеноста на градот. Ѓоргиевски даде одговори на проблемот со кучињата скитници која станува еден од најчувствителните за скопјани. Од градот Скопје најавуваат засилен институционален пристап, законски измени, проширување на капацитетите на лајка и поголем фокус на вдомување. Убеден сум, како и многу други проблеми, дека и овој ќе го решиме. Дека ќе има повторно ситуација од над 400 наши сограѓани кои што ќе бидат каснати по улиците. Дека градот ќе плаќа над 500.000 евра годишно за судски трошоци и за износ кој што се однесува на етена повреда или оштета по однос на каснувањето од куќе, нема да биде таква состојбата. Во рамки на планот се предвидува и уредување на поголем простор во лајка кој би бил отворен за посетители и потенцијални вдомувачи. Градоначалникот признава дека не може да гарантира целосно исчезнување на кучињата скитници до крајот на мандатот, но уверува дека бројот значително ќе се намали. Во меѓувреме, премиерот Христијан Мицкоски и градоначалникот Орце Ѓоргиевски извршија увид во градежните работи на булеварот Македонија, проект со кој Скопје треба да ја добие првата подземна сообраќајница. Од град Скопје информираат дека работите се одвиваат со засилена динамика и дека на терен се ангажирани бројни машини и екипи, вклучително и во вечерните часови за да се избегнат дополнителни сообраќајни гужви.